Директоре, вработените во управата за водење на матичните книги најавија генерален штрајк од понеделник доколку не се исполнат нивните барања, а тоа се 20% плюс зголемување на платата и вработување на околу 100 нови нивни колеги. Значи, вака, прво мораме да потенцираме едно нешто, дека овој е децениски проблем, што трае веќе, да речем, скоро 20 години со овие вработени, и нивните барања сум кажал и ќе потенцирам дека се оправдани и издржани. Значи, овие луѓе, овие вработени се професионални и стварно се грижат за секој ден да се сервис на граѓаните и да им услужат на граѓаните со услугите што ги нуди управата. Како и да е, јас како раководител на управата сум кажал во комуникација со синдикатот дека стојам тука да ги решам нивните проблеми и нивните барања, да гледаме да најдеме решение што поскоро, за да ги добијат нивните права и нормално нивните услови да се подобрени во секој сегмент за тие да се пофункционални во своето работење. Како и да е, како директор сум постапил и во комуникација со синдикатот, во комуникација со представници на владата, со ресорното Министерство за дигитална трансформација. Ние сме подготвиле еден предлог колективен договор кој благовремено е предаден до Министерството за финансии и според моите сознание е во фаза на одлучување на тој предлог колективен договор и многу скоро ќе седнеме и конкретно ќе ги нацртаме конкретните чекори кога тој колективен договор ќе стапи во сила и овие вработени ќе ги добијат своите права што ги барат. Може да ни кажете што има во тој предлог колективен договор, што стои? Значи, во глобала, можеме да потенцираме дека во тој предлог колективен договор состои нивното барање кое е да се покажат платите за 20% и нормално имаме една ставка во делот на венчавките и теренското работење на овие вработени и ред други детали што веќе се синхронизирани нормално со нивните барања и со сите засегнати страни во тој колективен договор. Според нивните информации кои што ги кажаа на предупредувачкиот пред да биде штрајкот, кажаа дека 80% вработените тука добиваат минимална плата. Дали е тоа точно и како државата дозволува? Вие како политичка функција имате, како дозволувате да имаат таква одговорна функција, а таква минимална плата? Реално тоа е вистина за жал, но знаете кога ова управа цело време некако било во транзиција. Значи прво било под МВР, после под Правда, сега сме под Министерството за дигитална трансформација и некако цело време се оставени настрана. Како и да е сега се во позиција одговорни луѓе што ги сослуша нивните барања и одговорно ќе постапиме спрема нивните барања, а исто така сум апсолутно ги разбирам нивните барања и не сакаме да играме со нивните чувства, но сум крајно благодарен на нив што имат осет да сваќат каков период сме моментално, празничен период пред нова година и тие се сложени да продолжат со услугите спрема граѓаните и во овој период да не трпи граѓанинот поради документи.